Еден од нив е жител, значи кој што живее во непосредна близина на пожарот. Едниот е припадник на АРМ и едниот е директор на ЦУК, значи во кој што бил таму, еден е полицаец. А тука кој е останат? Тука е останат жителката која што живее таму. Таа е со значи нема некои компликации, едноставно сакавме и директорот одлучиле и стручните лица да проложи со лекување тука во токсикологија. Ние како институт со законски сме обврзани да правиме мониторинг на квалитет на воздух, почва и вода на радиацијата во воздухот и можам да кажам дека институтот располага со најсовремена опрема за оваа намена и со професионалци кои што имаме 12 мерни станици на територијата на државата, од кои што неколку во Скопје, кои што во реално време, во реал тајм, во секоја секунда ни покажуваат дали има отстапувања од параметрите на радиоактивност во воздухот. Според нашите анализи и сознанија, во моментов нема никакво, ниту минимално отстапување од нормалните параметри што се однесува за радиоактивност во воздухот. Во текот на денешниот и утрешниот ден ќе се направат и дополнителни анализи не само на воздухот, туку наши екипи од Институтот за јавно здравје по препорака и насока на Министерството и на кризниот штаб ќе пристапат на терен токму во погодените места, ќе ги проверат и ќе проверат и почвата и водата во овие делови.